Предизборен подкуп, партиски вработување, непродуктивни трошења. ВМРО-ДПМН продолжува со гласни критики за предлог буџетот за 2024 кој е на комисиска расправа во парламентот. Најголемата опозицијска партија предупредува дека државната каса за догодина носи голем буџетски дефицит, големи непродуктивни трошења, како и сомнителни ставки кои имаат за цел испумпување на пари од државата. Во овој момент јавниот долг е над 8 милиарди евра, а со новите кредити кои се земаат секојдневно, прашање на време е кога јавниот долг ќе надмине 9 милиарди евра. За 6,5 години јавниот долг е зголемен за 4 милиарди евра, тоест во просек над 600 милиони евра годишно нови задолжувања. За камати државата плаќа како никогаш досега и тие ни јадат по една автопатска делница годишно. Власта пак тврди дека буџетот бил развоен и одржлив и тоа со таргет на граѓаните и нивните потреби. Средствата кои се наменети во буџетот за антикризни мерки воопшто велат не биле за подкуп на граѓаните, зашто такви мерки досега имало неколку. Да има многу поголема контрола во однос на реализацијата на капиталните инвестиции и средствата кои што нема да бидат реализирани да не биде од никого употребувано или префрлано на некакви други ставки, него да бидат средства кои што ќе бидат оставени за да може дополнително понатаму да се инвестираат во други да речам битни инфраструктурни проекти. Освен пратениците од опозицијата, буџетот го критикува и експертите, но и бизнис заедницата. Новиот буџет за вгодина ќе тежи рекордни 5,5 милиарди евра или околу 5% повеќе од годинешниот. Дефицитот е проектиран на 545 милиони евра или 3,6% од планираниот бруто домашен производ, а капиталните инвестиции се планирани на само 773 милиони евра. Со овој буџет се испланирани и двата изборни процеса, односно претседателските и парламентарните избори.